Петровден и годинава на едно место ги собра луѓето разделени со 3 граници, меѓутоа обединети по многу повеќе основи. Како и во минатото на местноста Голаш во село Црацорија, на овој ден не важат личните карти и патните исправи. Се бришат граничните линии и се собира бројно население, гости и селеници кои потакнуваат од трите погранични општини Крива Паланка, Босилеград и Кюстендил. Освен народниот собир, по 13-ти пат беше реализирана трилатерална средба Краиште 2016, на која присуствуваа градоначалниците на трите општини. И ова година, како и досега, секогаш доаѓаме на овој празник. Најпред би сакал на сите гледачи на вашата телевизија да им го честитам денешниот празник Петровден, да им посакам здравје, радост и среќа на сите оние кои го носат името Петар, Петранка и така надаму, кои го слават овој празник, да им го честитам празникот. А еве мислам дека граѓаните поминуваат во една убава атмосфера, тука се среќаваат. Може би останало традицијата така да се среќаваат кога границите беа позатворени, сега малку комуникацијата поотворена, но сепак традицијата останала да се среќаваат луѓето тука, да се видат, да поминат убаво. Денеска ќе играме 130 ора за да докажеме дека не се разликуваме. Многу политичари не разделуваа, но наскоро ќе бидеме повторно заедно во европското семејство. На овој Петровден насмевнете се, подете рака и простете. Добре дошли на всички. Добре дојдовте на меѓународната средба Краиште 2016. Дозволете во мое име на градоначалникот да ви посакам весело да си поминете. Поздрав по повод празникот и задоволство од традиционалната манифестација, изрази пратеничката од Крива Паланка во Македонското собрание Сладјана Митовска. И оваа година повторно сме тука и навистина да ви кажам многу убава атмосфера. Се гледа дека има голема посетеност и покрај тоа што е работен ден има навистина многу луѓе и зошто да не ја продолжиме традицијата. Ова е можност сите жители како од Босилеград, Кюстендил и од Крива Паланка овој ден тука слободно да се дружат, доколку се познаваат, да си ги обноват своите познатства или пак дел од нив и да си остварат нови познатства. Манифестациите од ваков тип се одлична можност за народно сближување, преку традициите, храната, музиката и фолклорот. Богатството на македонскиот културен идентитет го презентираат членовите на КУТ 8 октомври. Празничниот ден обедини луѓе од различни возрасти и генерации од трите погранични општини, кои заеднички го минаа денот, продолжувајќи ја традицијата. Секоја година сум тука. Како ви се допаѓа оваа година? Нешто е чудо, значи поубаво нема. Народ од секоја страна, од Бугарија, од Србија, Македонија, све е супер. Да, ја за прв пат доаѓам. Како ви се допаѓа? Екстра, немам зборови, супер. Доодиме, увеќе туј доодиме. Секоја година? Свака година. Како ви се допаѓа? Убаво, петка. Има ли многу народ? Има. Доодим, јас сам роден из Бистар, село Бистар, а живеем у Белград. Дали прва година доаѓате тука? Доодил сам преди 5-6 година. Баш ми се харесва ми се, добро. Јас сам од Босилеград, а живеем во Врање. Дали прва година доаѓате? Прва година, а преди 30 години сам бил учител во оваа школа тука. Од Босилеград. Дали за прв пат сте тука? Да, за прв пат. Како ви се допаѓа? Многу убаво. Ние доаѓаме од Крива Паланка, родени сме од Джерабино, тука од соседното село. Дали прв пат сте тука? Не, ние секој годин доаѓаме тука на соборот. Како ви се допаѓа оваа година? Па многу хубаво. И дека е поработен ден, ама пак има хора.